Добар ден, разговараме со министерот Шабан Салиу, задолжен за декадата на ромите. Ви пред се ви благодарам што прифативте да учествувате на ова интервју. Моето прво прашање е зошто повторно се враќа Министерството без ресор задолжен за декадата на ромите, затоа што претходната влада го укина тоа министерство, направи некој секретаријат за унапредување на правата на ромите, но ете оваа влада ве враќа вас како министер и го враќа министерството повторно назад. Која е целта на министерството? Вака, прво сакам да ве поздравам вас, вашиот портал Цивил, да ви посакам убава соработка со нас. Јас сум отворен као политичар да говорам на било кои теми и се надевам денеска ќе направиме едно интервју кое ќе ги задоволи апетитите на вашите гледачи. Во поглед на прашањето, значи има една суштинска разлика на претходното министерство за декадата и ова во моментот кој е. Значи, Министерство за интеграција и имплементирање на акционите планови ќе биде на декадата. Значи, ја акцентот го ставам и затоа не случајно е прво интеграцијата. Интеграцијата кај ромската заедница е најболното прашање и тоа во суштина вклучува све она што е поврзано со животот на ромите. Значи, доколку ние како ромска заедница не сме интегрирани во општеството, ништо останато не можеме да добиеме. Интеграцијата е силно поврзана со основните фундаменти на декадата и тоа оње фундаменти образование, вработување, домување и здравство. Јас сум професионалец као личност и секаде каде што сум работил имам постигнато високи резултати. Кога зборувам во тој дел, зборувам и као функционер поранешен во Собранието на Република Македонија као пратеник, каде што као еден пратеник од ромската заедница која беше во опозиција со ВМРО да помене тогаш, имавме постигнато доста завидни резултати во поглед на предлагање на закони, мое јавување, говорење, реплики, присутност, контакти со граѓани кај мене и така натаму, и сметам дека многу суштински прашања за ромите таму, оние закони кои се системско решение за животот на ромската заедница и културата. Значи, она ја што често милувам да го кажам, една општествено-економска културна ренесанса. Значи, во тој дел тоа време, да не одземам време, само би сакал да го спомнам законот за празниците, каде 8 април, денеска се прославува кај ромската заедница као државен празник и неработен ден на ромите во тој дел. Значи, со амандман го поминавме. Потоа, средното училиште сум еден кој даде предлози и кој го договараше со тогашниот премиер за ромите во Шуторизари и многу други решенија. Она разлика што сакам да ја кажам во суштина со поранешната декада, ние пак мојот акцент го ставам на интеграцијата на ромите. Меѓутоа, јас често во моите говори во овој претходен период кој кажував често дека декадата на ромската заедница не ги оправда очекувањата на ромите во претходниот период. Ќе се сложите сигурно со мене и гледачите дека не многу суштински се изменија работите во поглед на живеењето на ромската заедница, нели? И често кажував дека не е убаво спроведена. Јас очекувам, прво, голема разлика една во поглед на бројот на вработените. Бидејќи овие, односно денеска ја влегов во владата на Република Македонија во просториите во кабинетот, утре веќе моја екипа ќе има, влегуваме веднаш со 7 вработувања. Исто така, во разговор и во соработка, секако со поддршка на сегашниот премиер професорот Христијан Мицкоски, имаме договорено уште 18 вработувања. Значи, декадата нема да ја водат како досега 2 или 3 вработени, него декадата ќе ја водам јас
и плюс 25 вработување. Тоа се луѓе кои што ќе бидат вработени во вашиот кабинет. Апсолутно, да. Значи, тоа е сериозна бројка и голема позитивна решеност и на премиерот на Република Северна Македонија, господин Христијан Мицковски, да помогни во таа интеграција на ромската заедница. Самиот старт покажува дека имаме сериозен пристап кон решавање и остварување на правата на ромската заедница. Она што е важно, ние че имаме исто така стручњаци во поглед на самите оние фундаментални потреби во декадата, као барање што са, нели? Образованието, вработувањето, домувањето, здравството и некои побитни. Надворешни соработници, сакате да ќе бидат вработени, а че имаме и надворешни соработници. И ја широко ги отварам вратите и ја подавам раката за соработка со сите напредни роми кои мислат добро за ромската заедница. Оние роми кои сакаат да ги интегрираме и искрено и доследно нашата заедница, нашите браќа, сестри во државата. Значи, без разлика дали са партии, дали са невладин сектор. Ние ќе имаме и одговорно лице кој ќе работи со сите невладини организации во нашата држава и надвор. Значи, исто така че имаме советник кој ќе работи со странски фондови, донации. Потоа, јас сум првиот ром кој донесе на наши средби во партијата и наши прослави представник, легален представник од Република Индија. Тоа беше, ако се сеќавате, амбасадорот Санџуј Рана. Значи, јас широко ги отвори вратите со Република Индија. Вие знаете што значи со една толку голема држава да имаме соработка и како наша прататковина очекувам, бидејќи и тоа беше кажано званично, на една голема средба каде што прославуваше нашата партија, дека он ќе работи Република Македонија и Република Индија да направат и економска, културна и друга соработка. Значи, ја некаде очекувам октомври месец да бидам пример и во Индија од владата на Република Индија и да зборувам за потребите и на ромската заедница, помош која би ја добиле, исто така и за нашата држава. Значи, конекцијата меѓу Република Индија и Република Македонија, мислам дека многу лесно ќе ја оствара. Тоа што значи? Тоа значи дека сметам на она ренесанса, преродба кај ромската заедница и мислам дека резултатите ќе бидат видливи веќе со ребалансот на буџетот. Тоа ми е следното прашање. Дали вашето министерство ќе има буџет со кој што може да располага или ќе биде исто како што нели сега веќе правиме споредба претходното министерство и ово министерство сега, затоа што претходно знаевме дека тоа министерство немаше буџет со кој што може да располага. Дали вие ќе имате буџет со кој можете да располагате, затоа што велите ќе имате 25 вработени, тоа е прилично добра бројка, доста голема бројка со кој што може да работите за општото и за доброто за заедницата, но и за државата во целост. Така е. Значи, благодарам на прашањето. Во систематизацијата која ја и моите соработници ја направивме за позициите на овие вработени, ние веќе имаме предвидено буџет и имаме предвидено вработени кои би работеле на буџетот. Премиерот го има, ја има добиено таа систематизација. Јас очекувам да се видам овие денови и да сублимираме некои состојби што треба да направиме, да промениме, како најлесно би можеле да се трансформираат и нашите акциони планови, трошковите, позициите, како треба да почнеме во овие 4 важни сегменти од имплементација на акционите планови на декадата. Значи, јас сум сигурен во големо разбирање од страна на премиерот,
премиерот знае дека тоа ми е животен сон да ги подигниме ромите од вековната сиромаштија, од вековната неписменост, ромите како еден дел, као питачи по улиците и така натака, и да направиме решенија законски, системски, кои ќе се однесуваат на ромската заедница, кои ќе извршат промени и во средините, односно населбите, да се регулира, да се осранат веќе оние субстандарни живеалишта во поглед на инфраструктурата, во смисол на водната инфраструктура, канализација, осветлувањето и други позиции за да имаат истите еден нормален живот. Ја не очекувам дека за 4 години ќе бидеме рамноправни со сите во смисол на позициите, односно граѓанскиот пристап, али сигурен сум резултатите ќе се видат уште во првата година, каде што ќе бидат видливи тие резултати во повеќе населени места, во поголеми ромски населби, како што е Тризла, Бајрот и други. А секако во сред центар, во сред Скопје имаме Топана, така. Еве ова дождовница, водата која треба после големите дождови каде да се движи и така натаму. Потоа се надевам, еве слушам дека и сум поставен предложен за во комисијата за доделување на станови, државната комисија, која директно се поврзува со дел од сегментот, значи стамбено решавање, нели? Места каде што ќе можеме да помогнеме на повеќе роми. Очекувам од моето работење во ова министерство резултати во поглед и на образованието, значи и во поглед на запишувањето, каде секогаш постои она вековна неправда, немаш линија, немаш пријатели, не поминуваш. Плюс ако си ром и со она име и презиме Шабан муслиманско и така натаму, уште потешко да се зголеми квотата, а во некои училишта кај што се дефицитарни, дури и да има без многу бодирање за ромската заедница. Тоа јас ќе го кажам позитивна дискриминација. Веќе го начнавте и прашањето за балансерот. Со овие позитивни дискриминации се најавува укинување на балансерот. Дали тоа ќе значи дека ромите ќе бидат уште поунапредени со укинување на балансерот, или па тој балансер ќе биде злоупотребен за одзимање на работните места кои што веќе и сега со некој закон им следуваат? Значи, во претходниот период, као председател на нашата политичка партија Демократски сили на ромите, јас покажав искрено разбирање кон потребите на ромите и ги започнав првите вработувања, првите 4 вработувања, уште као бе пратеник 2006 година, се реализирани со моја помош, со моја интервенција, борба, да кажам, за интеграција на ромите, и ромите од тогаш почна да ги реализираат барањата во институциите на системот, односно во администрацијата. До тогаш имаше 0 вработување. Сега можеме да се пофалиме дека има и 300 и 400 и така натаму. Значи, ние во поглед на балансерот слушам од представници од албанските политички партии да се укине и да се води на некој начин соодветна правична застапеност. Уште повеќе ни одговара. Зошто? Затоа што и покрај моето незадоволство и незадоволство на нашата политичка партија во поглед на водењето на пописот претходните години, ние ќе добиеме многу повеќе. Зашто? Затоа што ние некаде бевме 2,5
66, односно 53.789 роми, што воопшто не одговара на правата состојба, не одразува вистинската состојба на бројот на ромската заедница, која според моите анализи нашата партија изнесува некаде околу 110 до 115.000 роми во државата. Значи, и оваа бројка, најновата, која е негде 44-45.000, негде 2,44 мислам дека беше, ние вработеноста кај нас е некаде околу 1%. Значи, фали уште 1,44 и во најлошата состојба. Значи, тоа очекувам јас и тоа го имам разговарано повеќе пати и во доста емисии. Доколку се реализира тоа, ние сме многу ќе бидеме силни и као министерство и представници на ромската заедница. Знам дека сите очи кај ромската заедница во моментот се свртени кон ова министерство, очекувањата им се високи и јас се надевам дека нема да ги разочарам. Јас сум познат по тоа каде да сум, дали поранешен директор во дирекцијата заштита и спасување, дали пратен или адвокат на било кое место, сум покажал високи резултати. Сигурен сум и во најлоша ситуација нема да ги разочарам очекувањата на мојата заедница. Максимално ќе се борам и сите да бидат среќни и задоволни. Можда не можеме сите роми да ги вработиме, али разликата ќе биде евидентна, видлива. Така. Кога спомнавте веќе вработувања, дали ќе барате вработување да има речиси во секое министерство по некој припадник од ромската етничка заедница? Така е. Значи, она што го кажав претходно, со мене започна вработувањата во институциите на системот прв пат 2006 година и веќе од тогаш, на жалост, со претходната влада и со претходните представници на ромската заедница, ништо не се случи битно. Че се служите со мене, претходните 7 години са залудно потрошени за ромската заедница, нема никаков напредок. Имаше во некои позиции 1-2, тоа не е ништо. На жалост, не ги внесија во као советници некаде кај премиерот. Практично ништо не се направи за ромската заедница. Овие што ќе ги вработиме нема да бидат чистачи, метлачи, него ќе бидат во институциите на системот, во органите на државната управа, значи и во министерствата. Очекуваме и имаме договорени 4 големи директорски места на нашата партија. И таму да вработиме луѓе. Значи, имам силна, сигурна поддршка од премиерот Христијан Мицковски, од оваа влада и секако и од коалицијата. И јас очекувам, може би, голем процент на вработување на ромите во државата, не само тоа. Решавање на овие субстандардни живеалишта, како што кажав, да направиме еден фонд каде ќе направиме санација не само во инфраструктурата и на одредени сиромашни роми. Очекувам да има социјални станови кои ќе се делат. Нека од досега, кого имаше пријател и кога се делеа станови, и ромите испадна најбогати во тој случај. Еден ако случајно ќе добиеше во 500 стана. Се знае дека ромите во државата са најсиромашни од сиромашните. И не треба некој да ни дава подароци. Она за балансерот што е поставено, соодветната правична процентуална застапеност, апсолутно ја прифаќам и се согласувам. И тогаш не е потребно и да се спроведува врз ромската заедница оној институт за позитивна дискриминација. Ние сме поштени луѓе во државата, ние сме лојални луѓе во државата и уставот и законските акти ни ја даваат таа можност. Напротив, до скоро сме најдискриминираните луѓе во државата. Значи, во секој поглед, на сите нивоа и во сите сфери на живење во државата. Значи,
подложени на разни стереотипи, нели, на подсмев, на да не речам висок степен на дискриминација. Подсмев е поинаку од оној говор на омраза што го имаме, но ете ајде да се вратиме на можеби последното прашање, затоа што кога се зборува за евроинтеграцијскиот пат, секогаш најчесто се разговара за помеѓу двете најголеми етнички заедници, односно македонците и албанците, помалите етнички заедници, како и да не постојат за тоа прашање. Моето прашање, пошто вие веќе спомнавте дека ќе отварате и фондови со Европската Унија, како ќе придонесете кон унапредување на нашата земја кон Европската Унија, односно дали ромите сакаат да станат дел од Европската Унија? Значи, нема препорака на Европската Унија 20 години и повеќе наназад, каде што не пишува, не забележува на државата во поглед на положбата во која се наоѓа ромската заедница. Во сите препораки им се укажува на владите дека ромите се во многу тешка ситуација, дека нешто треба конкретно да се направи. Самиот начин и успех кој ќе го направиме во поглед на работата преку оваа министерство. Некој забележува, имаше некои прашања при гласањето за оваа влада. Еве, ромите имаат министерство само за ромите, а другите помали заедници немаат. Ние сите знаат дека во државата најсиромашни, повторно го повторувам, се ромите. Во најтешка состојба са ромите. Значи, ние со овај начин, со премиерот, се обидуваме ромите да ги подигниме одреден степен од тешката положба во која се наоѓаат и нашето имплементирање на акциони планови кои што ќе ги имаме и кои ќе ги реализираме и фондовите, очекувам нормално и други работи да направиме кои ќе подигнат нивото на и културата, и положбата, и се она што се вика живот кај ромската заедница, допринесува веќе за една подобра поставеност или положба во поглед при влезот на нашата држава во Европската Унија. Значи, и очекувам од Советот на Европа позитивен пристап и помош во одредени нивни фондови кои ќе се однесуваат директно за ромската заедница и ќе одат токму преку владата, уште поточно преку оваа министерство директно кај ромите. И затоа ние зборувам дека ќе бидеме 25 и повеќе вработени и ќе има државата увид и на самите седници, ќе говориме што треба каде треба да се инвестираат, што се случило, што е потрошено, како е потрошено. Значи, средствата директно да одат кон ромската заедница. Не тие средства што се добиваат од фондовите да се прераспоредуваат на други трошкови. Така. Се надевам дека ромите нема да бидат тема само за 8 април, туку ќе бидат тема 365 дена во годината. Јас ви благодарам за ова интервју, па ќе бидеме тука да ве следиме, да ве критикуваме, да ве фалиме ако некогаш треба, но секако ќе сме тука да соработуваме. Нормално ви благодарам што дојдовте да забележите овај ден да го забележите, да разговараме околу проблемите за ромите. Јас сум отворен секогаш кон сите медиуми и да ја зборуваме вистината, она без некои монтажи, без некои измислени работи што не сум ги кажал и така натаму. Она се што го кажав досега, ќе го имате вие и ќе го пратите. Све што го кажав, ќе се реализира. Можда 100% не, меѓутоа ќе биде повеќе од 70%, а тоа е преводна оценка, нели? Многу сум ви благодарен што дојдовте. Благодарам и на вас. Фала.